Децениското невладење на правото и корупцијата ја опустошија државата. Се случија неколку масовни несреќи во кои изгубивме многу сограѓани, а последната трагедија во Кочани мора да не освести. Потребен е сериозен напор на институциите да се расчистат сите овие случаи. Првиот човек на Ману, Попов, смета дека навремената реакција на полицијата и обвинителството покажала дека и во тешки кризи сепак се има капацитет да се реагира соодветно. Попов во своето експозе на годишното собрание на Македонската академија на науките и уметностите порача дека потребна е стратегија за напредок на државата, која заедно ќе ја спроведуваат научниците, власта, представници на институциите. Потребен е рестарт ако сакаме да одиме напред. Децениското невладење на правото и коруптивноста на системот доведоа до девастирана држава. Навремената и компетентна реакција на здравствениот систем и државните институции, пред се Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, кои покажаа дека во тешки кризни моменти сепак имаат капацитет да реагираат соодветно. И тоа дава надеж дека оваа држава, доколку продолжи да се менува на ваков начин, незините граѓани ги очекува многу посветла иднина. Ману е подготвена да помогне во однос на сите важни круцијални теми и прашања, да даде стратегиски насоки за развој на македонското општество кое се соочува со тешки предизвици. Од реформи во правосудниот систем преку борба против корупцијата, елиминирање на партизацијата на институциите, до инвестиции во инфраструктурата, здравствениот систем, образованието, зајакнување на економијата. Слободно може да констатираме дека во нашето општество се уште е присутна генерална партизација на институциите, посебно видлива во јавната администрација, во агенциите, во регулаторните тела, кои треба да бидат независни и слично, што доведува до негирање на критериумите за квалитет. Тоа перманентно го ослабува квалитетот и капацитетот на действување на институциите и самата држава. Попов е дециден дека европскиот пат на Македонија е единствена правилна и реална опција, но со години земјава е жртва на билатерални спорови и нефер критериуми. Подобрувањето на односите на Македонија со американската администрација, предводена од Доналд Трамп, според него влева надеж дека може да се добие поддршка во решавањето на спорот со Бугарија. Битно подобрување на нашите односи со американската администрација, предводена од председателот Трамп, во секој случај е нешто многу позитивно и не треба да се пренебрегне. Тоа на поголемиот дел од македонскиот народ му влева надеж дека може да добие одредена поддршка во решавањето на билатералниот спор со Бугарија. Сметам дека премногу направивме, премногу жртвувавме и повеќе од тоа губи секаква смисла евроатлантскиот процес. Во однос на спорот со нашите соседи, со кои со векови живееме едни до други, со или без граници меѓу нас, имаме одличен предлог со предвидено одложено дејство. Академиците се согласија да продолжат да работат посветено за понатамошно зајакнување на институционалниот капацитет на Ману и незиниот дигнитет како највисока самостојна научна и уметничка институција, која 60 години е еден од главните столбови на идентитетот, државноста на македонскиот народ и деловите од другите народи кои живеат овде.